Денес, утре и задутре градот на кулите и мостовите е домаќин на 6-тиот поред интернационален фестивал на етнолошки документарен филм Кратово 2017. На трите фестивалски денови на филмското платно во музеот на град Кратово ќе бидат проектирани 30 на филмови од исто толку автори од различни меридијани. Кога ќе споредиме на првиот фестивал на самиот почеток и денес програмата може да се види дека од 20 на филмови се покачи, веќе имаме на 30 или преточено во часови, тоа е многу повеќе од еден просечен фестивал на етнолошки документарен филм. Етнолошките документарни филмови обработуваат интересни теми поврзани со традициите и обичаите на одредени народи и етнички заедници. Главна карактеристика на овој фестивал е тоа што дозволува интерактивен пристап помеѓу авторот и публиката. Се повеќе поголем број на автори на филмовите кои што се вклучени во официјалната програма доаѓаат во Кратово, покрај тоа што ги презентираат своите филмови, нели, туку и кажуваат за своите филмови. Кажуваат зашто ја одбрале таа тема, како го правеле филмот, со какви проблеми се сретнувале додека го правеле филмот, меѓутоа исто така е многу важно што одговараат и на прашањата кои што ги поставува публиката. Годинава Штипскиот завод музеј се представува со свое остварување, работено во копродукција со Ирис телевизија, а насловено како Кочанското бело злато. Овој филм го обработува донесувањето како прво на Оризот во Кочанско поле, а потоа и сите фази од неговото производство, односно од подготовката на земјиштето па се до крајниот продукт, односно консумирањето на Оризот како храна. Ваквите манифестации се добра можност за промоција на градот и општината, а токму локалната самоуправа е еден од покровителите на тридневниот етнолошки хепенинг. Ние имаме постојано зголемување на бројот на туристите од ден на ден, не само од нашата земја, туку и од надвор, а овој фестивал секако дека ќе допринесе за популаризација на Кратово и надвор од нашите граници, токму во земјите од каде што доаѓаат овие учесници. Фестивалот е финансиски поддржан од Агенцијата за филм на Република Македонија и Министерството за култура.